civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Премногу малку се зборува и дебатира на тема која е толку многу присутна во животот на луѓето, на толку многу нивоа, во толку многу слоеви, во толку со толку длабоки последици врз секој човек. Не само врз секоја заедница. Јас од секогаш и како активист за човекови права и како новинар се залагав и се залагам за индивидуалните права кои многу често страдаат поради форсирањето, односно доминирањето на групните колективните права во нашето општество. Како и да е, јас би сакал да подсетам, инспириран од краткиот разговор со колешката Дијана, на една ситуација во Шутово Ризари, кога долго време, со месеци мислам дека и колегата Дехран пишуваше за тоа, не можеше да се најде гинеколог. Во Шутово Ризари не можеше да се најде гинеколог. Ни машко, ни женско. Ни македонец, ни албанец, ни ром, ни бошњак, ни турчин, ни било кој. Никој едноставно не сакаше да се пријави да работи таму. Знаете како се реши? Ме подсети колешката Дијана. Се реши со тоа што дојде од Република Албанија, дојде гинеколог да работи во општината Шутово Ризари. Во оваа област, дискриминацијата, ние се наоѓаме како организација веќе 21 година. Таа е тесно поврзана, таа е дел од тоа, од разбирањето на човековите права и слободи. Нашата позиција како организација која ја градевме, а благодарение на овие драгоцени ваши излагања и дискусии, таа ќе се надогради. Нашата позиција е во тоа дека мораме да работиме како општество, меѓутоа и државата, преку сите своји институции, во една трансверзална линија, да ги поврзе сите институции на сите нивоа, да работи доследно, енергично, решително на искоренување на дискриминацијата. Сите овие дилеми, по моје лично мислење, меѓутоа сметам дека го делам мислењето со голем дел од луѓето со кои работам секој ден, може да се надминат сите овие проблеми и дилеми со строга, решителна, јасна примена на законот за заштита од дискриминацијата, кој за жал, поради работата, односно неработата на одредени институции, почнувајќи од Уставниот суд, завршувајќи со пратениците и пратениците во парламентот, не беше активен, имавме дупка, вакуум, како што кажа и професорката. Ние мораме да бидеме решителни и во гласното барање од институциите. Тој закон не само се донесе, туку и да се спроведува, да се охрабри секој кандидат за работа, било да е тоа приватна или јавна институција, приватна фирма или јавна институција, или невладина организација, каде сакате. Секаде каде што некој ќе се почувствува дискриминиран поради својата припадност, потекло или особеност, значи етничка, верска, расна, или пак родова припадност, или сексуална ориентација, политичка афилијација, било каде, по било која основа, ако некој е дискриминиран во процедурата и во постапката на вработување, веднаш да има можност за брз пристап до институции и за брз пристап до правда. А како што веќе слушнавме на самиот почеток денеска, тој што вработува, тој треба да се оправда. Тој треба да докаже дека не извршил дискриминација. Не, знаете, не обратно, затоа што така ќе дојдеме до една друга ситуација која што е во сексуалното малтретирање позната во судовите. Кога жртвата треба да докажува дека е малтретирана или нападната од напаѓачот, а не обратно. Во тоа може би има некоја друга правна логика, не би влегувал таму, меѓутоа би сакал да се задржиме на дискриминацијата. Државата мора да покаже енергичност во спроведување на закон против дискриминација. По сите основи, во секоја варијанта и во сите сектори. Без дискриминација. Значи, да нема дискриминација тоа дали е државен или приватен сектор. Едноставно,
Знаете, вие, зошто е таа логика? Или во медиумите? Логиката е во тоа дека кога вие излегувате на општествената, економската, политичката сцена, вие афектирате животи на луѓе. Со вашата дискриминација, вие зафаќате јавен простор на тој начин. Вие зафаќате животи на луѓе затоа што сте инвестирале капитал. Сега мој си е капиталот, можам да правам што сакам. Ако си е твој капиталот и ако сакаш да правиш тоа што сакаш, ќе си одеш во пештера и број си ги златниците. Таму сам. Инаку кога ќе стапите на општествената сцена со својата чизма, наречена пари, капитал, тогаш имате одговорност. Имате одговорност кон државата, имате одговорност кон граѓанките и граѓаните, кон јавноста. И кога тоа ќе го сватиме, кога ќе го сватат тоа сите што имаат пари и моќ во ово општество, тогаш ќе имаме една поинаква ситуација. Јас со таа мисла би ја завршил мојата интервенција, со тоа што очекувајте се разбира во наредните денови, години, па децении и векови, да не попуштиме во нашите барања за антидискриминација.